Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со доктор Камелија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија, Жарко Јовановиќ, актер и комичар, и пејачката Елена Наумова. Останете со нас до 11 часот. Еве сме повторно назад, почитувани гледачи, добре дојдовте во Здраво Македонија после утринските вести. Ние, како што гледате, се префрливме веќе во другиот дел од студиото, каде што си ги пречекавме нашите гости и верувам дека ќе имаме одличен разговор и многу ќе се смееме, затоа што имаме комичар и секогаш ни е многу драго кој ќе дојде некој да не насмее, посебно петочки вака да ја завршиме ова недела. Значи имаме три различни професии, три различни профили овде во студиото, 4 жени наспроти еден маж, ќе видиме како ќе изгледа сето тоа, ама ајде да одиме со ред да ја представиме девојката која што е прв пат кај нас овде во Здраво Македонија, што ми е навистина мене многу драго. Ние знаете дека секогаш сме тука за поддршка на млади таленти, секогаш сме тука за креативните луѓе. Елена е дефинитивно една од таквите девојки кои што верувам дека е на почетокот на својата кариера и дека ќе има одлична кариера. Станува збор за пејачката Елена Наумова. Елена, добре дојде во Здраво Македонија за прв пат официјално. Добро најдов, ви благодарам многу за поканата. Навистина ми е мило и чест што сум овде кај вас. И нас ни е многу мило и се надевам дека уште многу пати ќе ни дојдеш за многу убави работи да ни пренесеш. Имаме еве го едниот господин во црвено облечен вака онака баш да разбие петочки, да биде најразличен од сите, затоа што нели мора некако да бидеш различен. Човек кој што не е прв пат овде кај нас во Здраво Македонија и секогаш многу сме се смееле, затоа и го кажам дека ќе има навистина убави моменти во денешното дружење. Тоа е Жарко Јовановиќ, актер и комичар. Жаре, чека на Кумановски, добре дојде. Не можам сега најавата на Кумановски, нема врска, добре дојде. Да отворимо тако е. Како да отворимо? Еве, например, што да ти кажу? Како се поздравljate ви на Кумановски? Па кът ако не сак, ако не отвориш. Тако е ли? Ако не сак. Па баш ми е драго што си туја, што си с нас овој утро и што мислу дека ќе имаме многу добра емисија денеска. Денеска. Браво. Малку поотсечно треба само да збориш. Пошто Кумановски е така како не е мајчин. Малце како на јапански. Малце како на беровски. Што ја на јапански ли го зборувам? Знаеш што? Ама ви имате многу некој чуден акцент. Ја, например, единствен збор што не можу да го погоду на Кумановски е жвакаќа. Жвакаќа гума. Жвакаќа, тако е ли? Па ми го викамо тако жвакаќа затоа што мастика, ако идам да не го мешамо с мастику, овој за пиење. Па си имамо. Добре, да се насмееме малку, мислам јас Кумановскиот сакам да го научам, мислам дека добро го зборам и секогаш поинтересно кога зборам Кумановски, затоа сакав еве така малце да те угостам по кумановска линија. Со врски. Со преку врски, да. Па едно машко нема смисла, знаеш, мора малце внимание. Добро, и имаме една докторка која што е исто навистина за која што сум многу драга што е тука, некако се договараме, па не можеме да се договориме, ама денеска еве мислам дека во вистинското време баш онака како што треба се наредија коцките. Станува збор за доктор Камелија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. Камелија, многу ми е драго што си тука, добре дојде. Добре најдов, благодарам за поканата. И Бисарче, добро утро и за тебе, и со тебе ќе се дружиме и со мојата драга колешка Бисара, со која што ќе бидеме и денеска заедно, и понеделнички ќе работиме, иако е празник, ние сме на работа, јас и Бисара следната недела ја почнуваме со вас. Бисарче, добро утро. Добро утро, Елена, добро утро и до сите наши гледачи кои се заедно се од 6:45 часот се разбудивте со Елена и продолжуваме со емисијата во овој дел, како што ги најави Елена, интересни гости, различни професии, но секако секој во својата професија многу успешен. Елена, може да си почнеме. Да не сакаш со психијатрија да започнеме, со музика да започнеме или со комедија да започнеме? Ние веќе почнавме со докторката, веќе често зборувавме за ракописите, кој како пишува. Начека дека одложувам, па и со мене. Чекај, се потпише ли докторката негде? Сега ќе се потпише докторката да видиме еден рецепт да ни напише. Може? Значи ти да видиме дали ќе можеме да го прочитаме. Антидепресив или антипсихотик? Па може антидепресив. Доктор, ќе ни имавме многу тешка година сега, вака, значи да еден антидепресив. Антидепресив,
да. Например, што би препорачале, Хелекс или диазепам? Ја да ви кажам, ми дадовте дебело пенкало за тенко барав, ама добро. Да, па не сум знаела, инаку јас еве вчера се купив, ќе ви подарев. Па сега е готово. Нареден пат кога ќе доам на терапија. Значи најбитно го пиете побар, добро? Вистински докторски рецепт. Секако не разбирам. Ти собира информации за комедијата, нешто може да испаде. Која камера го фаќа подписот на докторката? Па антидепресив сега сакате. Убаво извезано, Па сега, Убаво извезано. ама со пенкало што не ми одговара. Чекај, не догледам добро, што пишува сега? Како разбират таму во Јас аптека? стварно Во аптека, да, ќе разберат Знаеш како сигурно. има електронски извештај и ова доаѓа плюс. Што е ова докторка, само да прашам? Ова е флурисан за да ве крене антидепресив. чекај се запишам. Тоа зашкам сека. И за млади е целосно безбеден, да. Мислам, не дај Боже да почнеме стварно антидепресиви, иако многу се зимаат. Да. Жарко сигурно нема антидепресив, но он се подвижен антидепресив самиот Не по се себе. знае, комичари се убиваат. Не се знае. Да, па има некоја таа темна страна што Така е. они ја влечат нека комедија. Надкомпензација. Жаре, Со смеја се лекува, знаеш, и самиот ти кога ја правиш таа смеја, кога ти се смеат, ти се враќа тоа и ти прави некое убаво чувство, знаеш, и тоа те опушта само по себе. Не си размислувала на ваков начин. не, ама знам, ја ама ти така рака е. за рака може на терапија да видиме кој по Кој боле за дава? лечење. Ќе биде после и јас со рецептата да отидам као, дечко имаш рецепт, па да имав сам ќе си го правя. Да. Мене ми е доста фасцинантно, еве Жаре, кога сме кај тебе, нели комичар, актер, те знаеме барем сега ние приватно толку не те знаеме, нели секој човек си има некои своји страни во себе, меѓутоа еве вака како што те знаеме, секој пат си расположен и си задолжен да ги расположиш другите луѓе, меѓутоа фасцинантна работа ми е за многу професии, ама еве сега за твојата ќе збориме, значи ти твојата работа е да ги смееш луѓето, а многу често, на пример на секој од нас не му е до смење. Верувам дека ти си има некои тешки моменти кога стварно не ти е до ништо, а ти имаш работа. Ти треба да идеш да наполниш сала, ти треба да идеш на театар, ти треба да си комичар тука, да се сите смеат, а тебе не ти е до ништо. Си имал ли такви ситуации и како го менаџираш сето тоа? Точно имало такви ситуации кога некогаш не ти се не излегува, да кажеме, Од дома, да. Кога нормално како и секој човек, само што баш тој момент што го спомнав, кога ќе излезеш и пред таа публика и тој аплауз кој ќе дојде прв или тоа смеење во цела сала, тоа е една терапија, одма забораваш на се, нема тука простор за некоја размислување. Мислам дека тоа е некоја реципроцитетна енергија која што си ја разменуваш со публиката, таа тебе те храни, ти нив ги храниш, така? Да, точно, и некако сега низ годините научиле луѓето, јас повеќе во комедии да се појавувам и во представите, меѓутоа дека има и некоја друга страна, тоа се гледа од некои други представи. Сега имам јас моментално премиера на 16 декември кај нас во Куманова во театарот. Добро. И таму играм баш лик кој што е озбилен лик, драма. Што зборуваш ти? Да, Дај, кажи да одиме да видиме. тоа, да, еве ги поканувам сите на таа премиера. Играм младо момче кое што всушност нема родители, сираче и плюс се саката. Значи, има тука многу емотивни моменти и мораш да имаш и таа страна за да го изнесеш тоа. Тоа е вистински професионалец, јас мислам. Да можеш да се ставиш во различни улоги. Мислам, вашата работа е плюс многу специфична. Пак ќе кажам, нели, секоја работа е специфична, меѓутоа ти да можеш да се ставиш во ваква улога и сегде да си одличен, тоа не е за подценување. Некад ги помешувам улогите и текстот, викам, оваа представа ли беше? Овој текст. Леле, замисли. Замисли, идеш на некоја представа и не знаеш дали беше оваа представа или требаше нешто друго. И се дешаваат многу и гафови, и многу интересни ситуации кога сме на сцена, така што има доста такви интересни моменти кои ни се дешаваат во живо во представата, знаеш, и нема исправка, мораш да се снајдеш. Да. Дали си спонтан човек или човек по сценарио? Па зависи кога како. Сакам да имам своја структура и да кога правам стендап, генерално сакам да имам стендапот го замислуваат како нели опуштена варијанта, па сега зборуваме и со публика се. Што ќе ти текне? Што ќе ти текне или момент на импровизација. Имам и такви моменти, ама морам да имам некоја структура генерално како представа го правам буквално. Што си во Тоа е мој хороскоп? стил. Стрелец. Добро. Добро, мислам ти да си не си сигурна вага, нешто. они сакаат. Не, јас сум во подзнак стрелец.
Добро, Наметнува нешто. се разбираме. Ама кога станува збор за кога зборуваме нели сега за менување на улоги, би сакала еве и докторката да ја прашам за тоа што нели кога ќе кажеш доктор, сега ти имаш една визија дека докторот нели треба да е доктор. Знаеме како изгледа еден доктор и како треба да се однесува. Меѓутоа мене Камелија ми е класичен пример, иако не морам да ја познам жената, мислам еднаш во животот да ја видам, некогаш по енергија нели ги чувствуваме луѓето и ми се допаѓа што и таа опуштена страна, ведра страна, весела страна, значи сега ќе ја кажеш психијатар, ма и психијатрите нели треба да живеат и они треба да излегуваат и они треба да се шегуваат на некој начин нели. Како ги менаџирате, односно еве вака, значи вие работите со деца специфично нели, тука кај што е малку по специфична работата. Не ги делам сега ај возрастни и деца, ама пак со дечињата нели пак има една друга страна. Камелија, таму сте вистински професионалец, затоа што нели имам читано интервју од вас, иако како што кажав не ве сум ве познавала вака од претходно. Меѓутоа како вие ги менаџирате, не да кажам приватниот живот, меѓутоа оние две страни за сега кои што збориме, нели сите имаме некоја професионална страна, некоја поопуштена страна, затоа што во вашата работа, посебно со деца, вие не можете да бидете сериозни. Барем јас тоа така го мислам до некоја доза. Тргнуваш да одиш на психијатар и ме гледаш мене. Ја ќе дојдам кај те. И факт е дека нели има нека стигма како треба да личи доктор и факт е дека во тој протокол јас не се уклопувам. И тоа е можеби за старт бариера, особено за родителите, нели бидејќи они чекаат да видат некој многу сериозен лик во години кој што нели се е поправила и прописи. Така и обично нели докторите баш нели не налекуваат вака. И она кое што е многу интересно што тоа на децата им се допаѓа. И у старт, јас го имам детето на моја страна. Заради тоа што некако децата се модерни, децата не сакаат сериозност можеби толку. Така, и знаете како они бараат да ги разберат. И ми се чини дека нели кога станува збор за доста повозрасен доктор, дека станува многу голем јаз во генерации и очекувано е дека децата тој тип на лекар многу потешко би му се довериле заради таа, да речам, бариера во години. Так. А кога ќе видат дека нели некој млад ги разбира, тие се наклонуваат нели кон младиот лекар. Така што морам да кажам дека првата бариера може би да некаде нели он концепт дека ова е млада докторка и што би она понудила и после кога ќе видат дека понудата е добра, тука веќе имам одличен трансфер и одличен баланс во семејството. Да, баш затоа и го поставив прашањето затоа што вие го имате детето во вас малку поизразено за разлика од некои други луѓе, што е многу важно за работа со деца. Така, затоа што тие го чувствуваат тоа, нели тоа енергетски се чувствува. Апсолутно, апсолутно. И знаете како, мислам дека нема поблагодарно за еден човек од тоа да го негува детето во себе. Сите го носиме. Се потекнува детето. Така е. Да, и не треба да го покажеме, мислам, затоа што сите го имаме кај нас. Еве и јас без разлика што не сум дете, туку сум повозрасен човек и мене некако што и генерацијски јас ми смета, значи јас кога сакам да отидам на лекар или на терапевт или сакам да биде помлад човекот затоа што повеќе ги разбира промените од ова време, еве така да кажам. Па да, и знаете, многу интересно што се уште кај народот постои на стигма дека некој кој е млад, значи дека нема експертиза, а во суштина знаете како, вие еве можете да ставите години да пројдат кај некој човек. Ако тој човек не се едуцира, јас не знам годините што направиле за него. Така е. Така што ми се чини дека, а и генерално, знаете како младоста во себе носи енергија. И луѓето кои што се младите како имаат амбиции да напредуваат. И јас морам да кажам дека нели секако дека нели годините искуства носат сосема нели различен момент, една посебна експертиза која што прави самото искуство. Меѓутоа јас не сум од тие луѓе кои што веруваат дека младоста е хендикеп. Напротив, сметам дека е она баш предност. Така е, докторке, знаете ли што имам забележено нешто, дека повозрасните многу повеќе се опираат на промените на младите и можеби затоа многу повеќе ги осудуваат. Пример ќе ви дадам, еве само отворете Facebook и видете ги коментарите од каде доаѓаат и од кои генерацијски групи доаѓаат и кон кои се наменети. Нема тука правила, не можам да кажам, меѓутоа гледам дека повозрасните луѓе што треба да чуваат внуци или да се уживаат во пензија, тие коментираат такви лоши работи за нешто што денеска младите е нормално, не сите живееме во ера на социјални медиуми, сите имаме TikTok, сите сакаме да бидеме автентични и различни, меѓутоа сме многу осудени од тоа, од повозрасните луѓе. Да, јас ќе дадам тука еден многу интересен пример, што порано
жените раѓале на некои си 17-18 години и дека истите тие жени што сега се баби, кога нивната внука што има 18 години ќе облече долга халина или кратка халина, ние добиваме коментар дека она е неморална. И јас се прашувам, бидејќи сите знаеме како се прават деца, како оваа жена што има 18 години и кратка халина е неморална, а таа веќе на 18 години има родено. И знаете како ми се чини дека тука е изгубена критичноста. И јас заради тоа никогаш и во ниедна објава, и можеби за тоа не имам Facebook, едноставно не се бавам со тие коментари заради тоа што суштината да помогнеш на тој кој што му треба. Тие се баби, можеби времето не им е осмислено, меѓутоа јас навистина не се согласувам дека она што го кажавте вие баш така, дека нивното мислење треба да се земе за релевантно во денешницата, заради тоа што живееме со различен вредносен систем. И знаете како, ние живееме во една транзиција, во еден капитализам. За нас државата мисли, меѓутоа за нив мислела можеби многу повеќе. И ние имаме сосема други вредности кои што треба да ги градиме, сосема други, знаете како, ние ако не се покажеме дека сме нешто во системот, ние нема да преживееме во системот. А тие живееле во еден систем дека имало место за секого под сонцето. Так. Во нашиот систем нема место за секого под сонцето ако не се избори. Така е, дефинитивно. Ќе продолжиме со оваа тема, многу ми се допаѓа вака и затоа многу често и сакам да зборам затоа што нас и генерално не гледа повозрасна публика, можеби половина од нив се оние кои што седат и пишуваат. Мене ќе му тепат. Коментари. Ево везадување, па ево везадување како кино. Да, знам дека вие имавте, ние баш така и стапивме во контакт, имавте многу едно видео на социјалните мрежи кој што го видов од вас, кој што бевте многу осудена во коментарите, зборувавте за подсетете ме зашто важно мајчинството, да, и дека жената не е само фабрика за носење деца, нели, дека и жената има некаква улога во семејството и дека жената е комплексен систем како што и мажот е комплексен. И дека жената треба да има свое време и жените кои што најверојатно немаат, тоа го доживеа многу травматски, нормално, вината е најдова мене. Да. Ама добро, таму е тригерот. Ама затоа не реков, немам Facebook и барам обезбедување после, тоа е тоа. Паметно, да. Може би дефинитивно треба да се избриша Facebook. И продолжиме темите, да, вклучиме Елена. Писарче, извини, повели, еве ти ја Елена, ајде продолжи ти. По сериозни теми, ќе се вратиме секако и со докторката и со семејните вредности, да слушнаме малку повеќе околу вашата професија. Елена Наумова не е млада девојка која што има 21 година, така Елена, студираш на економскиот факултет, тоа е нешто што го дознавме за тебе, но исто така еден од најголемите успеси е представувањето твоја на Макфест со твојата песна Само нека помина, за која што се сними спот, а ќе можат и гледачите малку подоцна да ја слушнат и видат. Па да ни кажеш за почеток за Макфест. Како си помина, октомври месец се случи Макфест. На вистина ми беше чест и задоволство да настапам по трети пат на Макфест и тоа на 40-то издание. Така. И јас растев со Макфест, растев во музичка фамилија, па така да Макфест има едно големо значење за мене. И да се настапи на вистина да остварување на сон. Така. Кажи ми, кој ти е омилен хит вака од Макфест? Извини, Бисерче, веќе кога сме кај Макфест, затоа што кажа дека си растела со Макфест. Имаш ли, не знам, некој хит кој што ти е омилена песна, некоја кој што ја памтиш? Ангели ме носат. Да, супер. А околу твојата песна, која напишам, дали ова може би еден личен твој опис на оваа песна, или? Па, многу се пронедов искрено во Само нека помине. Текстот е на Ристо Самарџиев, музиката е на Давор Јордановски. Песната носи едно големо значење затоа што чест и задоволство е да се настапи во Домот на културата на Ацо Шопов. Исто така и тој е поетот кој што даде инспирација за еден дел од песната, дел од негова песна, Така. за еден стих од една строфа од мојата Макфестовска песна. Така. Така, би сакала да те прашам, извини, кога сме веќе кај Макфест, кај твојата кариера, еве да кажеме, пејачка на економски кажа дека си факултет, која година си или? Трета година. Сакаш да се бавиш со економија или музиката ти биде нешто како хоби или? Не, музиката ми е во преден план, но секогаш мора да си има опција Б. Тоа
сакам да го слушнам младите како размислуваат, значи факултет мора да си има, мислам и јас сум порасната така, нема да мислиш нели ти заврши си факултет, па после нели тоа те уверувања од нашите родители, иако гледам дека па младите генерации кои што тек допрва ќе растат, ја не знам дали они ќе се запишуваат на факултет, во какво време ние живееме, факултет. Тешко. Сега неодамна бев во Шведска, знаеш колку многу мал број на студенти има, затоа што таму имаат многу добро различно образование, приватни школи, факултет, никој не се запишува на факултет. Па кај нас, мислам јас кога растев, ако немаш факултет си никој ништо буквално. Мислам дека уште трае тоа, дека мораш да имаш диплома еве на крајот од денот, ама да си имаш и некоја друга професија. Јас искрено се надевам дека ќе бидеш нешто најуспешна во музиката, да немаш потреба да работиш нешто плюс туку, нели целиот твој фокус да ти биде на тоа што навистина го сакаш, затоа што се трудиме за да успее сепак план А, но да си. Па ќе видиме со план Б. Ако супер, многу ми е драго, само продолжи така, ти посакувам уште фестивали, ти посакувам албуми, песни, спотови. Па се потрудив и затоа што веќе имам своји 4 песни. По сериозни песни. Балади. Да. Во тоа личиш на имаш лик за балада. Да. Се потрудив да ги извадам сега баш овие денови излегува и на сите платформи. И ќе се трудиме понатаму да вадиме. Ти еднаш, како викаат, се фатиш ли еднаш на орото, мораш да го изиграш за крај. Имаш ли предновогодишни настапи, можеби? Да, сакам да напоменам дека за Нова година ќе се дружиме со нашите македонци во Италија, така да тие што не се дознале, сакам да ги повикам на 31 декември да ја дочекаме новата година заедно во Канели, Бјанка Ланчија. Така. Па да дојдат и да се подржиме да пееме. Да дојдат да Мислиш, ако немаш планови? Ако немам планови, авионот Повелете. да видиме дали има попуст некоја закарна новогодишен попуст. Ако е ефтино, ќе продолжиме. Ќе најдеме за тебе попуст. Да, супер, одлично. Македонците можат да уживаат во македонска музика и да ги покануваме јавно, бидејќи и на YouTube може да не гледаат во живо, така што сите оние кои што не следат новата година да поменат со тебе. А на 8 декември за празник ќе одиме на стендап кај Да, договорено е веќе. Да, готово, кажете. Ерор 404. Или страницата не е пронајдена? Точно. Ерор 404. Се и карти кои вадат на страница, што нешто ерор искаче. Викам, тубе, како го крсти вагај, ќе си направам проблеми таму со карти, знаеш. Да, Мислам дека нешто се десила грешка. Да, насловот на стендапот Ерор 404. Тоа е насловот. Всушност станува збор за сите грешки оние што се мои грешки низ животот, што јас мислам грешки кои што ги правам и сега, а и општо за целото наше општество и кои се тие грешки што е погрешно и преку смеење да не правиме грешка и да не се смееме и да взимаме диазепам и други хелекс. Да нема психијатарот работа, сака да каже. Да нема. Само нека има. Зато не отсрвена бојше се гледа. Жаре се бил на психијатар, не те прашам. Може да на систематски. Во трето. Колку да се рече, колку се рече. Да, имавме ние и на факултет психотерапија, буквално идевме на предавање. Студенти, точно тоа на клиника. Од ФДУ. И, например, што открити на таа психотерапија за тебе? Има ли некој напредок нешто тој час колку да си бил? Малку бе. Нешто имаше напредок. Имам рецепт за поише. Има препишано на рецепта, ама лекарствата не ги зима. Али да, зашто е тоа битно? Зашто ликовите кои што ги играме, например, некоја класична драма, да кажеме, Чехов или не знам, се е тоа поврзано за да ги анализираш ликовите преку психотерапија и доаѓаше професор буквално и сега ги анализира ликовите. А каков е тој лик сега? Можеби тој не ја читал драмата, Медведенко, да, тој како се однесува? Тој е, а овој е Тригорин писател, тој се однесува така као малку над сите, да. Па класичен психопат, да. Психопати, да, ликовите. Сите испаднаа као дека нешто им фали уствари на
во ликовите. Затоа има и драма некоја што носат известно. Да. А сакам да те прашам, дали некогаш некој ти кажал дека не си смешен? Сега, оваков, онаков, коментари, знаеш како има? Тие коментарите. Што збориш? Па тие се најаки за читање. Ти треба да направиш представа. Па тоа мене ми прави, па како не, тоа може да имаш представа сат и пол. Мене ми е медитација, како да ти кажам, да седнам да ги читам. И сваќам дека, што кажале овој Черчил, дека најдобар аргумент против демократија ти е 5-минутен разговор со просечен гласач, дека кај нас ти е 5 минути да читаш коментари на Facebook и на Instagram. Ќе сватиш уствари како функционира све. Јас не ги гледам видеата, само коментарите ги читам. Да. Не ми интересира што е содржината. Коментари. Ама мене ми се лоши некој пат ја кога ги читам коментари. Не, имаме и добра смисла за хумор, морам да признам во коментарите. Така, Жарко? Добро, да, некогаш има, знаеш, многу комични коментари. Тоа да. Ама генерално што зборевме за постарата публика, ајде ќе кажам, исто и од муабет, што зборевме за TikTok, за социјални мрежи, кога правиш некоја монтажа, да кажеме, кој што е видливо дека се не ги разбират и дека AI, окей, тоа. Меѓутоа монтажа кога имаш некоја, се гледа дека јас имам едно видео кај што играм квиз, демек некој. Се или нешто не е битно и сега јас сум демек таму, толку е добро намонтирано, демек го има гори знакчето, телевизијата, све. И сега они мислат дека стварно сум ја бил таму и сега и правам една така интересна зафрканција. Сега не треба да има на хумора да се гледа со зло, нели? Тоа е сепак хумор. И сега човекот некој таму, јас се сечам место него и се ставам и он отвара кутии и една од кутиите е некој пензионер кој што играл таму, кој што е пријавен и вика, тој дечкото вика 10-ка и он отвара и вика, Адаме, ти почуваш малце? И сега се ставам место тој што играм, викам, како бе ја да те чувам, сум ја старачки дом, викам, или ова да те чувам. Тоа е за фрканција и сега тука, знаеш колку коментари почна, абе тебе да те чуат, абе вака, абе види, па и ти кога ќе останеш. Некој се почувствувал прозван. Па и ти ќе видиш, па ова, па она, па не знам што, па некој доле вика продавам Рено 4 регистрирано. Не тоа со Реното, тоа беше вака и да бома како се смеела. Вика, како бе, вика, ние сме биле глупава нација, вика, кога вика од целата гужва, вика, некој продава, бе, вика. Најдобро, да се продадеш нешто, или изларам стани, јас имам прочитано, или продавам не знам нешто. Да, целата гужва тука, продавам. Ја продадам, најбрзо ќе ја продаде, реално. Бизнис идеја. Јас имав прочитано еден оглас, некоја жена се продавала кола. И сега, ама огласот е и количето женско и напишала продавам женско количе, значи буквално количе, не е многу возено, знаеш, јас сум дама, све е розево, убаво, мириса на парфемна, ццкано, значи онака баш женски го напишала. Гледаш дека жена ти го пишувала огласот. И доле коментарите. Ти кога ќе продаваш кола, значи треба километража да направиш. Автоматик е не е автоматик. Знаеш, машките веќе настапија со ти кога продаваш кола, нели најбитните работи треба ги ставиш. А она се напишала, продавам количе, не е многу возено, еве не е ни удрено, вака изгледа, машничка му ставила. Уште трепки не му ставила на фаровите мера. И тоа, мислам, тоа сакав да се надоврзам дека стварно некогаш имаме многу креативни луѓе на социјалните мрежи, без разлика што некогаш е малце понегативно, ама и креативно, не треба да се фати за зло. Не, воопшто. И треба да ги има повеќе, тоа е секако. Значи, а тие што коментираат ги има сегда, значи буквално Има слободно време. Јас викам, нека биде, али викам 70 години ако имаш ли плюс, викам укини го Facebook. Јас знам, баба ми моја лична баба коментира сегда, знаеш, кај место и кај што не, само гледам Јагода Петровска коментат он дис, викам, само викам, леле, сега што ли ова? Има таму, некоја статија, пример имаше словенечки пожарникари кои беа пожарите, и помагаат на Македонија во гасење на пожарите. Гледам сега коментат, што ли пише? Јагода коментирала. Да, коментирала, Жаре, баба не може да те добие на телефон. Тоа е добро. Да. Мора некој да се обради, кај ти текна па таму. Ми нема што да прават луѓето на Facebook, треба да седат. Така, имам уште една минута уште една минута има режија, така? Минутка и пол, цела една минутка има. Има да немаш некој прашање за минутка и пол, пошто си спремна, повели слободно. За Елена сакав да прашам како она се снаоѓа во тие нели коментари. Се надевам дека не ти влијаат многу, но спомена дека си од музичко семејство, дали ти даваат совети? Па, до сега не сум имала некои негативни коментари. И да не ги гледаш. Да не ги гледаш. Затоа и малку е страшна славата на некој начин. Но
Не знам, сега за сега е супер. Кога излегуваш на сцена, имаш некоја мантра за среќа или да те бодрат твоите во позадина? Па, татко ми е секогаш со мене, така да тој ми е така, се чувствувам побезбедно, Се чува грб, како велиме. Супер. Што убаво, да. Овде ќе најаваме на кратка пауза за реклами, почитувани гледачи, останете вие заедно со нас, на некои 10-15 минути се враќаме да продолжиме со нашиот разговор. Режија, пуштајте реклами.